Непосредно по откажувањето на еврообврзницата тешка 600 милиони евра, нов негативен сигнал за стопанството и инвеститорите. Европската банка за обнова и развој го намали растот на македонската економија за 0,3% поени. Проценката за македонскиот БДП за 2022 е намалена за 0,2, а за оваа година за 0,3% во однос на последниот извештај од септември лани, соопшти Европската банка за обнова и развој. Според економските прогнози на ЕБОР, проценките за Македонија се дека растот на БДП во 2022 бил 2,5%. Оваа година е точно 2%, а во наредната точно 3%. Згора на се пропаднатата еврообврзница од 600 милиони евра, според Finance Sting представува ризик за условите под кои таа во иднина ќе биде издадена. Од друга страна, сосема е јасно дека јавниот долг и понатаму ќе се зголемува. Доколку средствата не се искористат во структурни реформи, само се искористат за различни форми на субвенции, апсолутно дека 60% од јавен долг од бруто домашниот производ е загрижувачко ниво. Од друга страна имаме потребата за долгорочни инвестиции кои што треба да ги започнеме, кои треба да го забрзаат економскиот раст во иднина. Тоа севкупно упатува дека ние ќе треба да имаме поголеми расходи. Какви последици ќе има земјава откако пропадне еврообврзницата од 600 милиони евра, ќе се знае наскоро, кога повторно ќе се побара заем од меѓународниот пазар. Експертите се согласни дека овој потег го наруши угледот на Македонија во светските финансиски институции и одсега кредитите за нас ќе бидат поскапи. Министерството за финансии требаше да ја издаде 9-тата еврообврзница и со собраните 600 милиони евра да ги плати долговите од стари еврообврзници. Инаку неуспешното издавање на еврообврзницата е поради тоа што екс-министерот за правда Никола Тупанчевски не ставил подпис на потребното правно мислење. Сега, за да се одржи нова аукција, ќе се чека изборот на новиот министер за правда.